Државната химна денес сечеше во сите основни училишта во Штип. Свечениот момент од сега па натаму ќе биде пракса секој понеделник. Со донесување на правилникот за општи норми и кодексот на однесување на учениците, на родителите, на наставниците, секако и на стручните соработници, се обидуваме ние како училиште и како општина да ги мотивираме учениците да го почитуваат воспитно-образовниот процес. Се надеваме дека ова денес што се случи, односно интонирањето на химната на Република Македонија и поставување на државното здраве на Републиката, дека ќе премине во традиција и дека секој понеделник ќе ги слушаме звуците на нашата химна. Со тоа се надеваме дека ќе формираме едно чувство на припадност и развивање на чувството на националност, односно будење на чувствата на националност како дел од воспитно-образовниот процес на учениците. Првиот чекор за подигање на националната свест денес беше направен во Средното државно медицинско училиште Јане Сандански. Што за ова мислат учениците? За нас како ученици ова значи потик сите младинци да имаат љубов кон својата татковина, а со ова идеја на интонација на химната секој понеделник значи многу за учениците. За ова значи за мене е многу голем гест и сме горди. Јас и моето цел школа што сме дел од ова и што ќе продолжиме да ја негуваме оваа традиција колку што можеме. Марија Николич, директор на медицинското училиште, вели дека и самата се чувствува возбудено од денешниот момент, но дека така ќе биде и секој следен понеделник. Сето ова е во насока на зајакнување на националниот идентитет и јакнење на колективното чувство на припадност на заедницата. Очекувам поддршка како и денес од страна на учениците, а секако и од родителите. Интонирањето на химната е една од одлуките на училишните одбори на сите штипски училишта кои се донесени со правилникот за општи норми и кодекс за етичко однесување на учениците, наставникот, стручниот кадар, вработените и родителите. Овој правилник има за цел да ги поттикне учениците во образовниот процес, а самите наставници да ги мотивираат учениците за љубопитност при истражувањето и изучувањето на нивните предмети, а на родителите со правилникот би сакале да им помогнеме да се развива креативноста и потенцијалот кај учениците, односно нивните деца.